Беше тоа на 26 ноември 1919 година, кога е роден Ѓоце Стојчевски Амбарче, македонски партизан, учесник во Народно-ослободителната војна. Бил прогласен за народен херој на Југославија. Во негов спомен, Тетовско-хемискиот текстилен училишен центар го носи неговото име. Спомен куќата на Стојчевски е прогласена за значајно културно наследство на Македонија. Беше тоа на 26 ноември 1924 година, кога на третиот вореден конгрес на Социјалистичката партија на Грција учествуваше и македонскиот револуционер Трифун Хаџијанев, и тоа како делегат на воденската организација. На овој конгрес Грчката партија ги прифати решенијата на Коминтерната за правото на самоопределување, а во таа смисла и за правото на македонскиот народ за создавање сопствена држава. На 26 ноември 1968 година е роден Андреј Жерновски, македонски политичар и градоначалник на општина Центар во периодот од 2013 до 2017 година. Тој исто така ја извршувал и председателската функција во неговата поранешна партија, Либерал-демократска партија, а пред тоа бил нејзин подпредседател. Во септември 2017 година преминал во СДСМ. Како член на СДСМ, тој веднаш станува член и на Централниот одбор на партијата. При првата реконструкција на владата на Заев, тој станува заменик министер за надворешни работи. На 26 ноември 1986 година во Скопје излезе првиот број на додатокот за литература, идеи и култура на весникот Нова Македонија, Лик. Беше тоа на 26 ноември 1991 година, кога беше пуштен во употреба автопатот Велес-Градско. На 26 ноември 2004 година во Скопје проработи првиот сончев и песочен часовник, поставен на фасадата на Природно-научниот музеј на Македонија. Часовникот е иновација на Колја Асенов, географ и професор по астрономија.